Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото, а ова утро имаме и гостин во студиото на Рано наутро, односно председателот на Сдруженијето на пензионерите овде во Штип, господинот Михаил Василев, со кого ќе разговараме повеќе на тема кои се активности се реализираат во Сдруженијето на пензионерите и еве како поминува дружењето токму во ова здружение. Председателе, добро утро и добро ни дојдовте во Рано наутро. Добро утро на сите во К+, и да ги поздравиме сите гледачи на К+, поготово пензионерите од прво. Тоа е најбитно. И денеска да го честитам празникот 40 на сите граѓани у Штип и пензионери. Убав ден, убав празник. Оно што е најактуелно кај вас во здруженијето е тоа што во неделата учествувавте на Баби на Баница, односно зелникот на баба во Пробиштип. Да. Како си поминавте, како беше дружбата таму, дали се представивте еве со наши специјалитети овде од Штип? Да, таа манифестација ни беше пред неколку дена, последна, иако од Нова година направим повеќе манифестации, таа беше сега последна и нашето здружение се представи со 3 жени и ние со нив руководството, 20, а плюс пуштиме автобус и комбиња да можат сите пензионери да отидат сите тамо да се дружат тај ден, а овие што се обврзани да прават зелники и тоа, да сукат, тие го тоа работија и они се башка на некој начин, а овие другите се дружија таму, се биде многу убаво. Ние бееме најмасовни од здруженијата што се дојдени од страна и од општините и од Сдруженијето на пензионерите, ние бееме 150 души. Така, тоа наистина толку луѓе нема, а и плюс секогаш кога одеме некаде, кога правиме некој дружење, настојуваме да бидеме најповеќе, не заради тоа да пофалеме дека сме најповеќе, него моја девиза е како председател, како сум станал, пензионерите да можат да излезат сите. Нема до тука пишуваме, сега вие не може идат. Сите ќе запишем. Така да можат сите да отидат. Колку членови брои здруженијето во овде? Нашето здружение брои околу 8200 пензионери. Сдружението на пензионерите. И плюс има 2 инвалидски здруженија и тие имат околу 1500 пензионери. Така речено, у Штипи има околу 10.000 пензионери кои се ипак важна алкали, важна улога играеме и у градот и тука. Така, еве на почетокот споменавте дека денеска е празник. Вие денес ќе се представите и со ваша точка во Домот на млади по повод празникот 40 маченици. Зашто станува збор? Да, нашите пензионери ќе бидат денеска таму, повикани се од организаторите и ние секогаш сакаме они да бидат присутни на такви места и ќе бидат таму, ќе испеат 2-3 песни и покрај се други што ќе има манифестации и се што ќе има друго и нашите пензионери ќе бидат присутни таму. И што е тоа е добро, мислам, за пензионерите. Така. Многу активности имате реализирано досега. Еве да ни издвоите некои позначени така што сте ги спроведеле минатата година и она што ќе следува во иднина. Ние имаме многу активности. Овие 4 години, односно 5. Од кога сте вие на од како сум јас председател, тоа го направиме да биде масовно. Секој пензионер што сака да запише, да отиде. Тоа го кажаме да не повтараме. Меѓутоа, сакаме да пензионерите имат услови, бидејќи медицинарите, стручните луѓе викат, ако се движат пензионерите и ако излегуват, подобро е за нив и животот го поправ, ќе биде подобар. И на тоа настојуваме секогаш да биде така, кај што можат пензионерите да бидат се помасовни. И тоа го имаме. Били сме, да речеме, у Радовиш, 650 пензионери однесени. Друго здружение не можеше да однесе. По повод некој празник или она? Да, таму има манастир. Манастир има, Оравичко манастирче, али е многу средено, многу е убаво, со сенки, со ораси, дрва и кај да играат се. Тоа е многу убаво и таму одат околу 7-8 милијади пензионери. Така, од цела Македонија. Кој соберем од цела Македонија. Ама ние сепак најмасовни 650 пензионери таму. И на другите места што имаме на многу места, нели? Имаме у Пониква, имаме у на повеќе места во на повеќе во места, Источна Македонија. Панталеј таму горе. Така.
и многу други. Колку здруженија постојат овде? Мислам, колку клубови има на пензионери овде во Штип? Ние имаме клубове 7. Така, во повеќе населби. Да, во поголемите населби, во сите например клубови, а имаме клубови што се собствено сега на здруженијето. Од кога сум јас станал председател, имам таква иницијатива да се нешто гради, да се нешто направи. Имаше средства здруженијето и уште има. И ние, например, клуб прво у Бабите. У Бабите, например, клуб 54 квадрата, каде тоа е една населба голема, 7.000 жители, и пензионерите се собират и се задоволни многу. Понатака, например, у Сењако, сега скоро, лани, отвориме, у Сењако топиме слерата, високата, и таму отвориме клуб на пензионерите, каде се собират, убава се, 3 чешми, отвориме клуб. Така, на секое место да можат пензионерите да се А у градот па плюс тие имаме автокоманда, 8 ноември, ние имаме централен клуб, тај што ние така во центарот. Во центарот до наш здруженијето, у состав на здруженијето, каде што работи нон-стоп од 8 до вечер до 8 и луѓето се тука шах, карти, табла. Токму мојата колешка минатата недела го посети вашето здружение, па предлагам да го погледнеме прилогот и да видиме како поминува денот таму. Почитувани гледачи, екипата на Рано наутро се наоѓа во пензионерскиот клуб овде во Штип, а нашиот повод за нашето гостување овде се должи на тоа да испитаме како поминува еден пензионерски ден. За сето ова, односно за ова прашање, ќе дознаете во продолжение кој е, односно, одговорот на пензионерите кои што ги затековме овде, како тие го поминуваат нивниот ден и како се одигрува една шах игра. Дали секојдневно доаѓате тука, дали се дружите? Отвораен новек такова дом, многу убоја. Нема многу доволно место за сите, ама сепак е добро, задоволуват. Сега во новиот, сега се спрема, ако е, уште повеќе биде. Ќе има таму и ресторант, има и... Дали само играте шах? Има, јас само шах играм, ама има и домино, таму што играат тие таму. Тоа не ме влече општо. Никој пати како дете. Колку време веќе ја играте оваа игра со вашиот? Па има сигурно 20 минути, толку 30. Толку има. Колку највеќе ја играте? Колку часови трае од кандидатите, зависи од тога. Може и за 20, може и за 10 минути па да се така, а може и сад да оди. А може ли да ни објасните еве како се игра шах така накратко? Не сум толку стручен да ви објаснам ова ваму, како ми дојде така, како да го нападам, да го победам. А се тоа е стварта. Еве вие овде, дали сматрате нивната игра, дали вие играте шах? Потези учам малку, они се подобри од мене. И така. Секојдневно издаѓате во овој пензионерски дом? Јас сум секојдневно. Еве колку сте задоволни овде од услугата, дали сакате нешто друго да има? Па да е пошироко да сакаме, ама нема. Некогаш е пуно и се врне, некоја. Јас сум си стален тука и така. Време ни мине, карти се играеме, старички, знаеш кој е тешко. Нема кај да иш, дома сам не седе и туа се прибираме. Колку еве часа поминувате овде? Па туа сабајалто дојме од 9 саато до кај 8 сме туа. Колку сте задоволни еве овде од услугата? Па добри сме задоволни со се. Дали би сакале нешто друго да се промени? И па што ќе се премени, тоа е. Дали само карти играте или шах? Карти не играм, јас карти моментално карти се играм, друго не играм. Се надпреварувате или не ги се? Па кој како е? Потоа има ли частевки кои ќе победат? Не, нема тоа не. Така се играеме, времето не мине. Да, времето не мине. Па секој ден од 9 сато до 2 сато јадеме и падоеме. Така, еве, дали секојдневно играте или понекогаш така само да ви мине време, да кажеме на... Само карти. По целе, само карти и табла чатпат. Еве, како што го прашав и вашиот пријател, колку вие сте задоволни овде од услугата? Дали би сакале нешто друго? Добро е, не можеме да се поплакаме. Нема што. Добро е, нека дават топличко е, дома не гореме дрва, сами сме минали времето. Дома дрва не гореме, заштедени и од дрвата бари. Ја играте со карти? Карти. Табланет? Табланет, да. А некои други? Други, само вие таблането ги Да играме. речеме по-коцкарски или не? Не, тоа. Само за разоново? Само за разонада.
Дали вие секојдневно го посетувате? Па посетуваме го скоро секој ден. И колку часот поминувате овде? Па зависи кој како има обврски, ја имам нешто домашни обврски, сат, два, па и до 3 поминуваме го тука, така е. Еден солиден период од денот Да, точно. Па и ова установа, ако не е, па и нема кај да се иде. Сите се собираме тука, вие пензионерите се сме. Суштина за играње на шахот е врста разумно, да. Мислење. Еве колку време е потребно за да се заврши една игра? Зависи од противник, зависи од играчите, зависи од многу работи. Но сето е интересна игра за вас. Интересна е да се убие време и така. Така, почитувани гледачи, видовме каква е дружбата во Сдруженијето на пензионерите овде во Штип. Председателе шах, табла, домино, карти, се игрите кои што се играт секојдневно, но најважна е дружбата на пензионерите. Да, дружбата и може да се послужат со кафе, со чај, со чашка ракија. Така, нормално. Вино, сокшиња, неколку врсти. Така, политиката не е толку важна кога ќе се влезе во Па, Сдруженијето. не, Повеќе е битна играта. Не, ние сме нели како да не партиски, Не партиски определени. мултиетничко, кои од дека дојде и кои сите се тука пријатни. И така, независно. И сме независни, самостални сме. Минатата година учествувавте и на пензионерските спортски игри, само каде се одржува во Радовиш, ми се чини, така во Радовиш. Па еве да ни кажете нешто повеќе околу тоа, колку членови овде од Сдруженијето се представија на овие игри? Секоја година нашето здружение организира, односно Сојузот на Сдружените на пензионерите на Македонија, кој учествуваме 53 здруженија у Сојузот и го сочинуваме Сојузот на пензионерите. И организират се тие на ниво на Сојузот и тоа по ограноци, по, да речеме, региони, вај регион. Тај едно 7-8 са региона, по 7-8 екипи, кај што нели мора да се распореат, онака сите кои се соберат не бива. И тоа го правиме секоја година. Прво имаме регионални спортски игри, но тие регионални спортски игри од Лозово, Свети Николе, Штип, Радовиш, Струмица и Ново село. Тука сме тие. У тај состав нашето здружение е многу јако. Така, освоивте многу медали минатата година. Скоро сите медали, 12 медали освоија нашите пензионери на тоа регионалното надпреварување. И наша цел е, нели, и сега ќе почнеме скоро, на 31 ќе имаме состанок у Лозово, како да ќе се одбиват работите, што ќе биде се со тие за оваа година. За оваа година регионалните спортски игри. И тоа ќе се договориме се што треба да се договориме и мислиме дека наша цел е, јас го тоа, некои, ама доста са, многу са, не, сите нека секој што може да се вклучи. Сите нека вежбат на игралишето, тука тие што се шах табла, тие вежбат тука у клубу. А тие другите дисциплини се потешки, теглење, јаже, трчење и тоа, тие се на стадионот таму на страната ги вежбаме. И масовно се да биде застапена, тоа не е основно, а и сме доста јаки освојуваме у тај регион. Така, еве да преминеме на една поинаква тема малку. Обезбедувате и огревни дрва секоја година на пензионерите од регионот. Докаде тече процедурата, дали ова година ќе се доделат дрва на пензионерите? Да, само да додадам уште на спортските. После тоа изберат се екипи подобри и има, како да речем, на сојузно ниво, на државно ниво и у Скопје се одржуваат и се одберат се појаките здруженија со повеќе медали. И има уште една друга манифестација која е слична на спортските игри, извини што ќе прерипнам. Така, нема проблем. Имаме културен забавен живот. Исто и тоа го правиме на регион, а после на републичко. И тука исто масовноста е застапена голема, што пензионерите пеат хоровите, ние имаме хор организирано и они пеат таму
И тоа Така, се многу активности, добро. навистина. Да. Тоа Па ја убаво мислам што се секоја дружите. недела нешто имаме. Нема 5 дена да поминат, а ние да немаме никоја активност. Секојдневно се работи во Да. во здруженијето. Е сега за дрвата што ми прашате, дрвата оваа година имаме направено договор со шумско стопанство на Македонија. Так. И со нив правиме и порано. А транспортер мора да има, бидејќи дрвата се сечат у шумата, у Берово, од неколку тие подружници. Од Радовиш и Штипската подружница, нешто, Берово, Виница, Кочани. Од сите тие ние треба да ги собереме нашите дрва што треба. Односно, има транспортер кој ќе ги носи дрвата оставува на дрвата. улицата, а ние му дајме спискови. Так. Спискови и он по улица јаве се и оде, растовара ги дрвата на пензионерите. Што оваа година јас сакам да биде стварно добро да се заврши работа на време и договор што го правиме и тај до септември да се донесат дрвата на пензионерите. На време. Што е добро, бидејќи јас знам како изгледа и јас сум можеби возрастен пензионер, ама кога дојде возрастен пензионер и кога за дрвата не му е средено, он е нервира Тоа е се. најважно. Нервира се, Да не. оти вика, нели ми среден дрв на мене, вика, јас не можам вика да спијам. Така. Да. И мислиме дека оваа година да биде тоа добро. Имам пишано околу 3000 и нешто. Сега бројката се мене оти пишуваат. 3000 и нешто кубика дрва имам пишано и рачунаме да ги доставиме на пензионерите на време. Така, еве пред да започнеме со разговорот, ми кажавте дека им помагате и на оние пензионери кои што имат ниски примања, односно пониска пензија. Да. Зашто станува збор, со што им помагате? Да, видите, јаве се пензионер, нешто отежнат му многу живота, нели? И се разболел се нешто или за Скопје треба да оди или дојде вам, дојде кај нас, може ли нешто помош? Што е работа? Така и така. Добро, поднеси молбичка, ливче од пензија и нешто документи ако има од болест добро, ако нема, нема. И ние на тие даваме од 2 до 5000 динари помош. Ама не е многу, ама па е помош. Сепак еве за Па е помош и луѓето се благодарни. И имаме секогаш кој имаме состанок на наредни, разгледуваме, па на друг па разгледуваме и така едно 5-6 пати у годината разгледаме ги тие нивните молби и доделуваме. Ретко да сме одбили некој, се ако дојде некој 130.000 пензии траше да земе 2000, не може. А не платил ништо таму и тоа. Има и поја. така. Председателе, еве во тек и изградбата на пензионерскиот дом во Штип. Дали знаете до каде течат работите? Кога ќе се пушти во употреба овој дом? Кои услуги ќе ги нуди? Па видите, ние покрај тоа што ви напомна преска дека имаме 3 клуба собственост на Сдруженијето на пензионерите. Не сте и клуба ни под кирија, ништо, тоа е собственост на пензионерите. И овај дом што се граде, што го градеме, ние го градеме, тоа беше моја иницијатива, бидејќи парите ако стоат, јас некој вика, ама о тој ја питам еден дечко млад. Викам, добро, ти и татко ти живеете во еден стан. И имате дом пари, ќе купиш ли стан? Па ќе купам. Епи не име пари, сега ќе правиме дом, а луѓето доаѓаат секојдневно. Секојдневно доаѓаат, прашуваат, ќе биде дома скоро, сами се останати и ни треба помош. Ние во тај дом ќе има 95 легла. 95 луѓе ќе се сместат. Мислам дека е неубаво место. Ретко некој да е речел да легува. Така, во близина на касарната во Штип. Во ептење до касарната, даде го Мирно опшин. место. Локалната самоуправа ни го даде, градоначалнико. Требаше да биде у Дузлако, па после у Сењако. Меѓутоа војство на последно, викнаме на градоначалник, Михаил дојде вика, ќе ви го даеме на вас, вика, објекто, без пари, без надомест, без ништо и да оградите дома за пензионери, за стари лица и за пензионери. И ние го прифанаме тоа. И сега првата фаза завршиме, ојдеме на кај втората фаза, меѓутоа тука нешто тоа дуб оти касарните биле празно, тоа не смејало тогајка да се знае колка во е, шо е, нели, по војна линија. Не смејало да се знае и сега тај дуб е веќе готов, ја мислам. Нек нам бееме кај градоначалникот разговараме. Иначе имаме добра соработка со локалната самоуправа и со градоначалникот. Секогаш ни помагат. Така, соработувате и со другите А институции. и ние знаеме дека без локалната самоуправа не можеш. Кога да дојде локална самоуправа, кој да дојде градоначалник, ние мора да соработуваме со него за тоа што имаме корист. Вие потреба Потреба, за да. пензионерите. И тоа сакам да ви кажам за домот дека ако сега излезе тоа дуб скоро, ако излезе, ја мислам дека за до краја на годината би требало да се прикрачи. Да се прикрачи.
Така е, председателе, да ни кажете во иднина кои се манифестации, настани, активности ќе ги реализира Сдружението? Па, видите, ние имаме програма, наша програма на Сдружението, а има и програма на Сојузот. Има од Сојузот едно 5-6 манифестации што ги одржуваме со нив заедно. Како на тие што Вирко Радовиш, Ораовица, тие неколку 5-6, тие се со Сојузот заедно и од сите Сдружени. А ние си плюс организираме па Ваши настани. наши настани. Ајде, некои пензионери предложат дојам за Крушево, ние ќе Како организираме посета за на некој Крушево. град. Да. Така, тоа го правиме. Тука у Сдружението правиме многу, и тука правиме активности. Канатне Сдруженија, да речеме на отворено, сега ќе биде више комајите, стопува се, а иначе преку зимата тоа беше у ресторан. Канене по 20 души наш од сите Сдруженија. Представници од Сдружението. Да, канене тоа. Тоа ќе го имаме, исто ќе помагаме на пензионерите. Интересирани за на пензионерите, пензијата колкава е. Интересирани, иако некојаш не сме моќни толку Се борите за да делуваме, големи пензии. ама сакаме ние пред состанок што беше последен, донесеме предлог одлука, нели, одлука не може да биде, предлог одлука донесеме да се најмалата пензија да биде 8.050 динара. Беше платата до скоро 8.050, па сега иде нагоре, али пензионерите има некој 7 зима, 7,5, 6,5 и тие земјоделските се послаби и тоа. И предложиме тоа и пратиме до премиерот, до поранешниот, или не, се исто е. Пратиме до министерот за труд социјала и у Сојузот, кај нашиот председател на Сојузот, Драги Аргировски, пратиме писмо да најмалата пензија биде 8.050. Не е тоа многу, ама тај што зима 6,5 или 7, ќе биде 8. Навистина добро. Да, па со времето, не знатам како ќе течат работите, така. Така, еве, председателе, нешто за крај, само да ни кажете, нешто што испуштивме во текот на разговорот, што би сакале да го споделите со нашите гледачи, со, еве, утрота, секогаш, верувам дека не следат повеќе од повозрастните генерации, па да споделите нешто со нив. Да, јас сакам да и порачам поготово на пензионерите, сите да се дружат со нас, со Сдружението. Јас и викам, Сдружението е ваше, не е мое. Секој од кај оде шетте, ќе дојдете, ќе улезете тука. Тука ви е, тоа е дом наш, на сите пензионери. Секогаш активности што ќе дадат нешто, они предлози, сакаме да ги прифанеме и ние, покрај тоа и ние што ствараме идеи, нели и тоа. И мислам дека ќе работиме за доброто на пензионерите. А чим работиме за доброто на пензионерите, работиме за нивните фамилии. Нормално. И ако е во крај, сакам да ги посакам здраве на сите пензионери, и на нивните семејства, да се живи и здрави и да се дружат секогаш со кога има активност од Сдружението, да доваѓат сите. Така. На мене уште највеќе ми дава идеја, Карвинци општина беше со Штип. И сега е со Штип. Ама не знаеа за Сдружение на пензионери пред 4 години. Ништо. И после, јас сум под Карвинци роден. Токму од Карвинци. Живеам уште веќе 50 години. И кога одам тамо, женички, таа работила цел живот тутун и ударам по гроб. Председателе, ти ако не беше, вика, ние ништо бо не знаем. И па викам, знам и јас те не знаете. Меѓутоа сега знаат и од Карвинци некој сега ако оде еден автобус цело ти од општина. Така. Да. Председателе, јас ви благодарам што еве ова утро одвоивте време да бидете наш гостин. Ви посакувам многу здравие, па еве можеби ќе имаме и следна прилика повторно да поразговараме за Сдружението и за некои ваши следни активности. Благодарам. Така. Почитувани гледачи, еве тоа беше нашиот денешен разговор со нашиот гостин, односно председателот на Сдружението на пензионери овде во Штип, господинот Михаил Василев.